Му виси ли градоначалничката функција на Рамис Мерко по серијата скандали, кривични пријави и обвиненија кои се редат против него? Во моментов актуелни се 8 обвиненија, и тоа за незаконско поставување на директори во основни училишта, за набавка на луксузното возило Ауди А6 купено за сума од 67.000 евра. Тој е трето обвинет и во случајот со бесправно градење на објект во еден струшки хотел. Градоначалничката функција е дефинирана во член 54 од Законот за локална самоуправа, во кој стои дека мандатот на градоначалникот му престанува по сила на закон. Меѓу другото, иако е осуден со правосилна пресуда за кривично дело на казна затвор во траење од над 6 месеци. Во законот постои одредба каде што станува збор за губење на функција во колку стори одредено кривично дело. Тоа е нешто кое што утре задутре треба да се анализира и да се види. Меѓутоа, она што е моралната страна на овој проблем и кој што граѓаните го очекуваа, не само за овој градоначалник, воопшто земено, за сите кои што се на црната листа, мислам дека не проигра некоја улога. Во обвинителството прашавме дали се води постапка за поставување на спомен обележје кое надвор од сите законски процедури беше поставено на ѕидот од општинската зграда, а со кое се величеше фашизмот. Не интересираше и дали е оформен предмет и за инцидентот во основното училиште Браќа Миладиновци, каде за време на свеченоста по повод патронатот се случи инцидент кога екс-директорката Албана Жута забрани интонирање на македонската химна. Оттаму ни одговорија дека за евентуално поднесените кривични пријави обвинителството не можело да споделува детали. По бројните обвиненија се обративме и во Министерството за образование. Дали ресорната министерка размислува за евентуално одземање на неговите ингеренции во образованието? Министерството за образование ќе постапи соодветно откако ќе ги добие записниците од Државниот просветен инспекторат за спроведените надзори во училиштата во Струга. Државниот просветен инспекторат изминативе денови вршел инспекцијски надзор во училиштата во Струга и Струшко.